некако уште се зафркаваме со менталниве болести. Уште депресијата ја третираме као ај бе ќе ти помине, ај не се занесувај, ај шо ти е, батали, ништо не ти е. А се повеќе и повеќе луѓе страдаат од депресија, се повеќе и повеќе луѓе, млади луѓе страдаат од депресија и неодамна прочитав дека најмладиот пациент од депресија во Македонија има само 7 години. 7 години, знаете колку е малку 7 години? Дете на 7 години се занимава со депресија, е паднато во депресија, зошто? Кој, значи тоа дете треба да да ја има најубавиот период од животот треба да му е детството, а не во депресија да биде. И ја ќе паднам во депресија зашто детето е во депресија. Младите денеска, особено децата, имаат се повеќе и повеќе стресови и повеќе притисоци од сите страни да бидат што е можно поуспешни, поубави, послаби, повисоки, не знам, од сите страни се нападнати. Нели треба да одржуваат во школа сите петки да им се, домашно секое да го имаат, од дома родителите цело време им зборат најчесто или цело време им зборат уствари, или не ги не рецкаат родителите, ќе им го дадат телефонот или таблетот, еве гледај YouTube, а на YouTube гледаат се и се што, гледаат јутјубери кои што прават чуда и кои што им се идоли, а не треба да им бидат идоли, или гледаат инфлуенсери кои што имаат не знам какви екстравагантни животи и нивниот живот, значи животот на децата апсолутно не изгледа така како што изгледаат во видеата животите на другите и се бедираат, паѓаат у депресија, од сите страни ги се заобиколени. Ја можам тотално да разберам, а не можам ни да замислам како би ми било мене да сум дете во ова лудо време денеска. Затоа сакам во ова видео да направам муабет за две работи. Првата е да престанеме да го третираме како табу тема одењето на психијатар, на психолог, затоа што тоа треба да биде многу нормална појава, како што одиме на лекар која ќе се прехладиме, кога ќе добиеме кашлица или нешто, така и кога се случува нешто во нашиот мозок, треба да биде најнормално да одиме на психијатар или на психолог, или да ги однесеме децата, кога ќе се раскашла детето или кога ќе добие бронхоплеумонија, што му правиш? Го носиш на лекар. Така, и кога нешто нема да биде, кога ќе приметиш некакви промени во неговото однесување или во расположението, многу е окей да го однесеш на психијатар или на психолог. Втората работа за која што сакам да спомнам во ова видео е како да се детектира, како да се препознае дека детето можеби го мачи нешто, кои се симптомите. Сега, бидејќи јас не сум доктор, не сум стручна на оваа тема, сакам да ви прочитам делче од една статија која што ќе ви ја ставам и долу во description, отидете и прочитајте повеќе таму. Сега, овдека има еден куп големи зборови кои што и јас ќе се помачам да ги прочитам и ќе се обидам на нашки, на македонски да објаснам што значат. Се надевам дека ќе ги погодам. Значи вика, особено треба да се обрне внимание во детекција на следните симптоми и бихевиорално-емоционални промени. Голем збор, значи промени во емоционалната состојба на децата или во однесувањето. Значи можеле да пишат промени во однесувањето место бихевиорално емоционални промени. Како и да е. Иритабилност и лесна раздразливост. Значи за многу мали ситни работи може да се случи детето да избувне, да почне да се расправа со родителите. Променливост во расположението. Пад на фрустрациона толеранција, значи повторно толеранцијата им е многу смалена и за работи можеби за кои што нема потреба да избувнат, би избувнале и би почеле да се расправаат. Опозиционалност, особено во контакт со родителите, значи
целта на детето му е да му контрира на родителот цело време. Не е така бе, вака е, не е онака, онака е. Значи тоа исто така може да биде дел од овие симптоми. Потешкоти во социјалните релации, како конфликтуозност, значи потенцијал да цело време влага во конфликти, се расправа со другарчињата, се тепа со другарчињата, предизвикува кавги, предизвикува тепачки. Исто така ова може да биде симптом на депресија или нешто, некој проблем со менталното здравје. Понатака во симптомите се исто така и повлекувањето и изолацијата, значи обратно од конфликтуозноста, и губењето на секојдневните задоволства во кои до сега се уживало. Значи, ако детето сакало да си игра со некоја играчка до сега и одеднаш сега не сака, или сакало да игра фудбал надвор со другарчињата, сега веќе не сака, исто така може тоа да биде проблем. А исто така често се случувало да имаат и физички болки, најчесто болки во стомакот и главоболки. И сега доаѓаме до нешто за кое што јас постојано зборувам, а тоа е дека дел од симптомите дека се случува некакво нарушување во менталното здравје е и губењето на самодоверба и лоши мисли за себе си. Јас не сум доволно добар, јас не сум доволно убав, јас не сум доволно славен како сите други и така натака. Значи губењето на самодоверба кај децата исто така може да биде симптом на нарушување на менталното здравје. Знам дека ме следат многу родители и јас со ова видео само би сакала да порачам да обрнете малку повеќе внимание на децата. Знам дека е лесно да им се даде телефонот или таблетот и да бидат мирни, да ќутат во ќош, да си играат и да гледаат видеа на YouTube. Меѓутоа обрнете малку внимание и видете што прави тоа дете и како се однесува и доколку има потреба помогнете му и однесете го да позборува, да поразговара со професионалец. Ова се теми кои што дефинитивно многу ретко се обработуваат кај нас, се многу важни бидејќи се работи за здравјето на децата, се работи за здравјето на нашата иднина. А јас и понатаму ќе продолжам да зборувам на вакви теми и се надевам дека ќе ми се придружите и понатаму. Стиснете subscribe ако сакате и понатака да гледате вакви видеа. Исто така можете да ми предложите некоја тема за која што ќе би сакале да зборувам, пишете долу во коментар или пратете ми на Instagram во DM. Исто така долу ќе ви оставам статијата од која што читав, има еден куп многу добри информации кои што би требало да се прочитаат, би требало да се знаат и се гледаме во наредното видео.